Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Албанските лидери ја поставија платформата како услов за формирање на влада. Тие се клучни всушност во оваа ситуација за формирање на влада, но ги есапили некои и останатите заедници во Република Македонија, го слушали некој нивниот глас. До кога ќе се делиме на патриоти и предавници, која е крајната цел на платформата? Вечерва ги отвараме овие прашања во отвореното студио на телевизија Нова. Мои соговорници се господинот Иван Стоилковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Македонија. Добро вечер. Господинот Ламбер Удов, член на ВМРО Народна партија. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Со нас е и Љупчо Пренџов од ГРОМ, подпредседател на партијата. Добро вечер и за вас. И со нас е и Бејџан Илјас, лидер на Демократската партија на турците во Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Господа, ви благодарам што ја прифативте мојата покана вечерва да дебатираме за важни прашања кои се однесуваат на нашата држава. Господине Стоилковиќ, би почнала со вас. Вие сте представник на српската заедница во Македонија. Имам информации дека денови ви имате средби интензивно со странски дипломати. Зашто се разговара на тие средби и го слушали некој гласот на помалите етнички заедници од Македонија? Велат, постарите обично велат, вика, додека детето не заплаче, мајката не го зема в раце. Така и со нас. Значи, кога почнавме да дигнеме галама, да излегуваме со алтернативни решенија, кога почнавме да не се согласуваме со сето оно што се случува во политичкиот живот на Република Македонија, прво, на прв поглед или првата реакција беше па нека се изборат, ние ќе се тераме нашата работа. Така беше изминатата година и пол дена. Подоста работите се променија, почна некакви ситни испипувања од страна какви се нашите размислувања, а во поново време, кога се покажа дека Тиранската платформа во суштина ги исклучува помалите етнички заедници од севкупниот политички, економски, социјален и културен живот на Република Македонија и дека незиното усвојување или незиното ставање во живот може да го доведе во опасност функционирањето на Македонија како општество, мултикултурно општество, каде што припадниците на помалите етнички заедници согласно европските стандарди ги уживаат сите права и обврски и согласно препораките на Европската комисија, каде во повеќе наврати се зборува дека Република Македонија во однос на помалите етнички заедници направила сериозен напредок во имплементација и на нивните права и обврски и на законодавството кое се однесува на таквите работи, почна полека и да не прашуваат. Почна полека да прашува затоа што станува збор за 15% на население во Република Македонија, кое би евентуално со имплементација на Тиранската спогодба можело да биде исклучено од севкупниот политички и економски и секој друг живот на Република Македонија. Прашуваат странците, оние со кои се среќавате? Почна сериозно да комуницираат со нас и тоа е условно кажано еден добар сигнал дека полека но сигурно се увидува штетноста на Тиранската декларација по севкупниот живот во Република Македонија од една страна, почна да се уважуваат делимично нашите размислувања и ставови, барем тоа мој прв печаток од овие неколку последни дена комуникација. И мислам дека се отварат некои нови патишта и перспективи во однос на оноа се што ние го изнесуваме како припадници на помалите етнички заедници во тие разговори, односно конечно почна тие наши сугестии или наши размислувања да допираат до нив. И сега колку е тоа како велат умеќе или знаење на дипломатската вештина да се обидат повторно да не низ една условно кажано комуникација која нема да донесе ништо, да не условно кажано да не преведат жени преку вода уште еднаш, како што го правиот тоа во изминатиот период. Сметам дека тоа нема да се случи од проста причина што работите стануваат се посериозни и посериозни. И јас не би ги го смалува значењето тука на припадниците на помалите етнички заедници, посебно на турската етничка заедница, председателот тука и на српската етничка заедница, затоа што не станува само збор за бројноста на населението кое го имаме во Република Македонија, туку станува збор и за две држави кои имаат сериозно добри политички односи со Република Македонија и секој нивно исклучување од политичкиот живот на Република Македонија со сите последици кои ги носи имплементација на Тиранската спогодба може да предизвика сериозни проблеми во стратешкото партнерство кое Република Македонија има со Република Турција и со најдобро или со највисокото ниво на постигнатите односи со Република Србија во изминатите години. Така да тој аспект
мислам дека полека, но сигурно работите добиваат и една друга димензија. Како ќе се развива тоа, ќе видиме понатаму. Така, господине Илјас, вие сте представник на турската заедница во Република Македонија, лидер сте на Демократската партија на турците во земјава. И вие, кога се слушнавме денеска телефонски, кога се договаравме да дојдете гостин вечерва во отвореното студио, рековте дека имате премногу средби со станоци. Го слушали некој гласот на турците? Да. Значи, последното време, како што рече и председателот Стоилковиќ, последното време, особено представниците, дипломатските представници на европските земји, изгледа после толку години на крај успеа да видат дека во Македонија постојат, живеат граѓани од другите етнички заедници. Дека не се тука само албанците? Да, не се албанците и македонците. Значи, при секој разговор, особено тоа го кажувавме. Значи, ако ние го сваќаме и сакаме да го видиме Македонија како едно општество каде што сите граѓани живеат без обзир на нивното етничко или верско припадност, тогаш од таа призма треба да се види ова работата. Поради сите ови видувања до сега што, на жалост, тоа им рековме и на нив дека сите договори што беа направени бевме исклучени, не бевме повикани на тие договори, нормално се однесува и до сите нас, и до сите останати граѓани на Република Македонија. Тоа значи една одговорност на меѓународната дипломатија што изгледа до сега тоа не го сватија сериозно. Ние сме, другите заедници сме некаде над 15% во Република Македонија и допринесуваме за доброто на ова заедничка наша држава. Денеска и минатите денови, значи, имавме ние средби каде што го кажавме ставот на нашата партија како представници на турската заедница што живее во Македонија. Бевме добро примани, мислам, првите коментари беа тоа дека да, и ние увидовме дека и вие сте тука, што може малку да е смешно, малку и да речеме не е касно, но требаше ова да се види многу порано. Ова ние не чекавме да доаѓаат или некој да не вика да се видиме. Ние имавме и наши средби и по медиуми, и по состаноци. Го кажавте вашиот став? Да, каде што го кажуваме нашиот став, каде што можеме да допринесеме во ова ситуација, да се надмине ова кризата и нормално да го принесеме и мислењето на припадниците на турската заедница во Македонија. Господин Арнаудов, постојат информации дека до крајот на неделата може да влезат во собранието Социјалдемократскиот сојуз, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, од Демократската унија за интеграција, но сепак на улиците ни се случуваат и протести. Гледаме граѓаните дека бараат да се отфрли тиранската платформа. Дали е возможно насилно да помине овој документ? Јас мислам дека свеста ќе преработи и не може да дојде до една таква ситуација насилно да се влезе во собранието. И мислам дека ова што се случува денеска на улиците на градот Скопје во останатите градови низ Република Македонија, тоа е еден, како да кажам, одраз на незадоволството од тиранската платформа, која има еден основен дефект во самото име. Таа платформа најмногу ги разгневи граѓаните во Република Македонија затоа што беше направена во Тирана, во туја држава. И мислам дека јас и пред некој, скоро имате еден месец, во едно интервју објавив дека тоа најдобро ќе беше да се направи на домашен терен и тогаш нема да имаше ваква содржина Тиранската спогодба, затоа што тогаш ќе беа опфатени повеќе политички партии. Јас денеска доживеав една вака нескромно, малу да кажам, една политичка сатисфакција, бидејќи господинот Али Ахмети, кога директно, како да кажам, го опоменав дека дуи господинот Али Ахмети први ќе се знае дека не е добро ВМРО ДПМН, кој е сеопшт победник на изборите. Не е победник само во македонскиот дел електоратот, туку сеопшт победник да остане надвор. Тогаш мислам дека
Тоа е игра која не е дозволива, не е добра ни за едните, ни за другите. Одвоени ВМРО, ДПМН и ДУИ во оваа политичка состава која имаме ние денеска, не може многу да допринесе. Знаете како е? Човек треба да ги види деталите за да ја свати глобалната работа. По многу работи ВМРО ДПМН и ВМРО воопшто во низ историјата и ДУИ се многу слични. Истите му се обележјата, истиот фолклорот, иста е политичката платформа, исти му се целите, единствено што едните имат зад себе македонскиот народ, другиот го имат албанскиот народ. Значи, јас кога реков дека ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ, сметам дека ДУИ во овие последни 18 години е преторијанската гарда на... Но тука се несогласувањата за платформата и она што го бараат албанските партии со овој документ. Затоа викам, значи, сега господинот Али Ахмети каже дека таа работа без ВМРО ДПМН не може да се случи. Значи, мојот став е дека една политичка партија како што е ДУИ треба да свати дека ВМРО ДПМН не може настрана да остане од оваа игра, затоа што ево до тоа нема една ваква работа. Нели денеска сите политички лидери на албанските политички партии и нивни аналитичари тврдат дека политичката платформа сега што е од 4 политички партии на снага, што е како цел за да се создаде влада, тврдат дека албанците не учествувале ни во донесување на уставот, ни за референдумот. И па како се очекува ВМРО ДПМН ако донесат некои да се донесат некои одлуки во собранието, ВМРО ДПМН после да ги поддржуваат и нормално дека тие не ќе се валидни и јас изразувам едно задоволство што на крај и албанските партии, посебно ДУИ, што е сватија таа работа и мислам дека веќе денешно обраќање на господинот Али Ахмети може да покаже дека работите се движат на подобро. Иначе, сигурен сум дека каква било одлука донесена во собранието, во однос на влада, во организирање на влада без мандата, не е законски, не е уставна, затоа што јас учествував како пратеник во работата на Уставната комисија која се носеше закон. Сега не знам дали подоцна ќе се навратиме на тоа. Значи, член 84 од Уставот на Република Македонија. Тој се однесува на ингеренциите и обврските на председателот на Република Македонија. И тука е јасно. Тој го определува мандатарот. Значи, кога носевме тој закон, ние, опозицијата, мислам таа одредба во Устав, ние опозицијата во 1991 година, баравме да се прошири со законот што е предвиден за влада во однос на формирање и доделување на мандат. Во тој член, кај што се ингеренции на председателот, да стои после ова и дека е обврзан да го даде на политичка партија или коалиција што ќе донесе мнозинство од скупниот број на членови. Тогаш тие воопшто не се согласуваат. Тој устав е донесен за да му одговара на Киро Глигоров. Вие се сеќавате нас Киро Глигоров колку 3-4 месеци ни бараше ваков профил на премиер, не знам како. И тие воопшто не го сместија таму кај што влада и сега проблеми што доаѓаат од најмногу и уште една работа. Замислете се, за да ние се откажеме, една политичка игра ни одигра, дури побара во Уставот да стои дека председателот Киро Глигоров или било кој председател да може кога сака да го распушти парламент. И сега под закана на тоа ние се согласивме и ова да биде така. Уставот на Република Македонија и секој устав во светот, јас не знам вие новинари што толку значение му давате на некои си уставни експерти по уставно право. Уставот е 134 члена, содржи 47 страни, со оглед на прореди, запирки членови, не е ни 15 страни.
секој човек осмоделенец, подобар Така, ученик, меѓутоа може да го постојат научи. различни толкувања и тие ама сега, уставни тука експерти, сите граѓани даваат свое мислење. Зато го давам јас ова. Јас кога бев средношколец овде во Скопје имаше на средна школа, пословите ученици доаѓа овде, средна управна школа беше, не знам како се викаше. Првата година сите го знае на памет уставот на СФРJ-то. Значи, сакам да кажам, многу е тешко кога ќе дојде примена на устав. Овој устав сега направен по мерка за некој, затоа е тешко применлив. Сега и председателот е во право, тој викат јас си се однесувам според уставните пределби и обврски што ги имам од мојата председателска функција содржана во уставот. А за владата, тоа што го пишуваат за владата, нека го направи така. Владата, ако сега донесе да си влезе во таква авантура, прво не може да има премиер. Ако нема мандатар, нема премиер. Влада без премиер, паѓа и владата. Вие знаете кога во секој устав, ако премиер понеси тоа сега, паѓа цела влада. Второ, ако Уставниот суд по логика, по устав и по членови од уставот ќе ја прогласи за таа влада за нелегитимна и таа влада нема право ни да подпишуваат договори и како ќе функционираат како ќе работат. Јас мислам дека единствено што е можно сега се излез од оваа криза се нови избори. Вие се сеќавате Така ќе се навратиме на кој излегува бомбите. Кој излегува бомбите. И сите и меѓународната заедница се согласија дека излез од кризата се избори. 2 години се одолекуваше да се закажат изборите. Знаете зошто? Воопшто не се поправи изборната клима и атмосфера во Република Македонија од 24 април до 11 декември. Меѓутоа, креаторите за ваков резултат на изборите знае дека СДСМ не е доволно јак да ги загрози ВМРО-ДПМН и коалицијата и све правеа што повеќе да ги одоговлекуват за да направат ваков амбиент за да може до промена на власт. Сега, ако тогаш тие на цел глас викаат дека избори се единствен излез од секоја криза, сегде во демократските земји излезот е во избори, зашто сега да не излеземе на избори? И од сегашната криза која е потешка од пред 11 декември, треба да се оди на избори и да се Ама јас ви кажам само една работа. Значи, за излезите од кризата ќе разговараме малце подоцна. Да беше СДСМ доволно јак, уште вечерва ќе закаже избори и меѓународната заедница. Тие знае дека сега ВМРО-ДПМН убедливо ќе победи и ќе му се расипет сите планови што ги има и затоа нема. Така. Господине Пренџав, споминавме, еве и господинот Ламбер Наудов спомена за она изјава на Али Ахмити дека смета дека е неопходен нов договор на најголемите политички сили за да се усогласат следните чекори. Дали е на повидок пржино 3? Добро. Најпрво сакам да кажам дека ние како политичка партија за жал излеговме во право си овие 2,5 години кога зборувавме дека политичките партии не треба и не смеат да преговараат во разни странски амбасади под покровителство на странци. И тогаш и сега велевме дека репрезентите на македонскиот народ се пратениците во собранието на Република Македонија. Во собранието на Република Македонија покри македонци и албанци, таму имате и срби, и турци, и власи, и роми. И она што е многу важно, ние, граѓаните на Република Македонија, кои што ги гласаме тие пратеници да спроведуваат определени политики, ги гледаме сите седници во јавност и точно знаеме што е договорено, како е договорено и до каде е договорено. Гледано од овој аспект, повторно ќе повторам дека нас не е жал што сме биле во право сето ова време и се гледа дека и она што го нагатна малце господинот Арнаудов дека ова сценарио било подготвувано уште од тогаш, а за жал дел македонските политички партии подлегнаа на истото. Околу платформата би сакал да напоменам неколку работи, а тоа е дека моје лично мислење и моите контакти се дека поголемиот дел од албанците, обичниот албански човек и не е толку многу засегнат во врска со платформата и со незините барања. Сметам дека платформата точките од платформата почна да ги зборува господинот Заев изминативе година и половина. Да не заборавиме дека голем дел од таа платформа беше цитирана и во
и во Берн во Швајцарија, Поарачиново и така натаму, што практично ги подгреа оние националистички страсти во Република Македонија, кои што да среќа нас не беа Да, но Заев сега закопани. промовира една програма, владина програма и вели со неа не се загрозува унитарноста на државата. Зоран Заев прво ја промовираше сам таа програма, без ниту еден коалиционен партнер. Ние многу добро знаеме дека програма за работа на влада прво се согласува помеѓу коалиционите партнери, потоа се гласа како предлог владата дава до собранието и таа се гласа. Сакам да кажам дека во Република Македонија ова што се случува во последно време ги помина веќе сите граници и на толеранција од страна на граѓаните. Не е во ред да ние овдека сите 2 милиони луѓе, независно од која етничка заедница припаѓаме, да наседнуваме на определени провокации кои што и се случуваат од Тирана, независно дали има таму парламентарни избори, дали нема, дали тоа е по сценарио или некој друг. Она што за нас е важно е тоа што Република Македонија сите овие 25 години беше мултикултурна држава. Ние често пати зборуваме за општините во кои што се 20% албанци, ама ќе ве потсетам дека во Република Македонија има и општина со доминантно ромско население, со доминантно српско население или турско. Така што сметам дека рамкомниот договор прилика ги има добро регулирано сите тие работи и овие години од 2001 година наову ние практично и да немавме меѓуетнички тензии. Исто така како политичка партија, Гром неколку пати излегуваше на пресконференции, дел ги држав јас, дел председателот Јакимовски, во кој што кажавме дека сценариото е да после оваа политичка криза помеѓу партиите се пренесе на меѓуетничка криза, што е за жал и тоа повторно се случува. Јас со вас сум бил во емисија кога сме зборувале дека тука нема да запе сценариото и дека овие избори нема да го решат проблемот. Секој има право да прави било каква платформа. Тоа е веќе видена работа по 100 пат во Република Македонија, независно колку каков е степенот на национализам. Сепак таа платформа треба да помине на избори пред граѓаните. Ние како политичка партија сметаме, ние сме граѓанска опција за Македонија. Во нашите редови имаме потпредседател на партија млада албанка, таа е професор по албански јазик и се разбира, немаме ништо против било чиви права да се остваруваат. Но сметаме дека во една релаксирана општествена дебата, онаму каде што албанците се поголем дел или повеќе од 20%, ако нешто ситно останало, да се доуреди се со цел да граѓаните да имат еден поквалитетен живот. Идејата на Република Македонија и сите граѓани во неа е подобар живот за нив и нивните семејства и за следните генерации и сметам дека овакви платформи, овакви националистички искази, независно од која страна доаѓаат, дали се од Зијадин села, дали се од пратеници од други држави, не им ноштат ништо ниту на Република Македонија, ниту на македонците во Република Македонија, ниту пак на албанците кои што живеат во Република Македонија. Тука е притисокот, ги споменав граѓаните кои се на улица. Може ли да дојде до откажување од платформата од страна на албанските лидери? Или по секоја цена ќе инсистираат да се спроведе она што тие го ставиле на хартија? Мислам дека по секоја цена нема да инсистираат, бидејќи, како што каже некој од моите соговорници, јас сум уведен дека разумот на крајот ќе преовладува. Република Македонија има широк спектар на демократски права и за изразување, и за изјаснување, и за делување во општеството, не само, ќе повторам, кон албанците, туку и сите други етнички заедници. И се надевам дека новите избори кои што сакале или не ќе да признаеме дали денес или во мај или во септември мора да се случат, конечно ќе донесат еден крај на оваа политичка криза, бидејќи како што споменав, граѓаните веќе се уморни од се нешто ново да се случува, што се вели од небо паднато, како што е ева оваа платформа и треба да се воспостави практика во Република Македонија дека може да разговараме за теми кои што се за дебата, но никој никого не смее да му поставува било какви ултиматуми во овие вака клучни периоди. Почитувани, тука правиме една кратка пауза за реклами. Веднаш се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот и секако со оние актуелни политички случувања и она што може би е на повидок нов политички договор, односно она што го најавува Ахмети. Останете тука, за кратко сме назад. Повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова. Господине Стоилковиќ, еве го споменав она што го најавува Али Ахмети дека
можеби е неопходен нов договор на најголемите политички сили за да се усогласат следните чекори. Тоа би значило дека повторно би седнале на маса и доколку вака го разгледаме би изгледало како пржино 3. Сега јас ме прашувам дали ова значи најава за пржино 3 и како сега да се вратиме ние во онаа ситуација да профункционира се, дали се неопходни нови избори, што доколку СДСМ дуи влезат во собранието, изберат председател, што ќе се случува сега во периодов со оглед на тоа што вие последниве неколку години сте доста активен во законодавниот дом? Знаете како, ако одиме по логиката пржино 1, 2, 3, 4, како у филмовите Роки 3, 4, 5, 6, 10, 20 продолжение, и таа игра мислам дека е веќе прочитана. И дека тоа е само, условно кажано, на тамошно држње на Македонија надвор од нормалните демократски системи. Се уште држње на Македонија во канџите на така наречена атипична демократија. А атипичната демократија секогаш нуди атипични решенија и тие решенија никогаш не се во согласност со она што значи така наречена апроксимација со европското законодавство или владење на правото и правдата, односно законите во согласност со Европската унија, каде што ние се обидуваме да одиме. Тоа се оние закони со европско знаменце, со неважно, станува збор значи и за уставот и за однесувањата кои произлегуваат од условно кажано договорите кои со себе не носат ништо ново, осим нови хибридни решенија кои од Република Македонија, од незините институции прават хибриди кои не можат да функционираат понатаму во своето постоење и во работење, се блокираат институциите на системот и граѓани. Државата прво не може да ги остварува, нема инструменти да ги остварува зацртаните планови и проекти, од една страна, а од друга страна граѓаните не можат на адекватен начин да дојдат до државата затоа што тие хибридни решенија сами по себе се пречки. Имавме такви примери со пржино 2, каде што имавме министерство со неколку министри, по овој ново му даа согласност, па еден збори едно на пресконференција, после пола са друг збори на друга пресконференција, овој му кажува на едните вработени им дава едни насоки, другиот им дава други насоки и ги блокираат институциите на системот. Јас сум должен, го знам расположението и кај другите политички партии, поготово кај припадниците на помалите етнички заедници, го знаме расположението кај Гром сме разговарале со господин Јакимовски. Јас можам да кажам во сопствено име, ние како партија нема да учествуваме во никакво вонно-институционално решение на кризата во Република Македонија, бидејќи пржино 3 е повторно начин на вонно-институционално решавање на кризата во Република Македонија, односно решавање на кризата во Република Македонија. Ќе се соберат демек представниците на 4 најголеми партии и они ќе пресудат на нас, така? Па зошто го имаме тогаш собранието на Република Македонија? Зошто сме бирани ние во собранието на Република Македонија? Да бидеме таму кукли, на граѓаните на Република Македонија се подсмеваат со нас, кога ќе донесат најдефектни решенија кои можат да ни донесат и условно кажано после не убедуваат со денови да ги гласаме и да ги поддржиме таквите решенија, иако знаеме дека се контра уставот и дека се незаконски и така натаму. Мисли дека некој понатаму би сакал да оди да учествува во таквата работа. Јас сум сигурен, пошто знам отприлике некакви расположенија, некакви претходни мовити, дека ние не би учествувале во една таква приказна. Ние би сите решенија кои би сакале или кои би можеле да доведат до кризата, би инсистирале исклучиво да бидат или да бидат донесени, односно да одат преку собранието на Република Македонија, значи низ институциите на системот на Република Македонија, затоа што тоа одење низ институциите на системот во Република Македонија гарантира дека решенијата кои ќе произлезат ќе бидат адекватни решенија на кризата која потресува Република Македонија. Сето друго ќе биде договор на политички партии, ќе дава хибридни решенија и понатаму ќе го блокира нормалното постоење и развој на Република Македонија и ние со тоа не се согласуваме. И од друга страна, што е многу побитно, таквите решенија на 4 големи партии скоро секогаш ги исклучуваат припадниците на помалите етнички заедници и тоа е замката во која несвесно или свесно се влезе во изминатиот период, 4 големи партии да расправат без припадниците на помалите етнички заедници и нормално припадниците на помалите етнички заедници со времето да бидат истиснати од процесите на политичко однесување на одлучување во Република Македонија, иако станува збор за работи кои се однесуваат и за нив. Така да од тој аспект, значи работите се сосема чисти и јасни. Што се однесува до влегување и собрание, истично мислам дека тоа е адакта приказна. Невозможно е според вас? Тоа е невозможна мисија во овој момент, затоа што мислам дека
на никого нема интерес да избере председател на собрание, а да нема влада на Република Македонија. Поготово мислам дека во овој момент опозицијата го блокира изборот на Зашто дали е тоа председател поради на локалните? собранието, затоа што ако се тоа случише вчера, завчера, утре, задутре, председателот на новиот избраниот председател на собранието на Република Македонија по автоматизам ќе мора да ги распише локалните избори на Република Македонија. Зошто тој не би го направил тоа, а може да го направи? Значи, најверојатно некој не сака тоа да го направи и подоцна под плаштот на закани и на приказни дека некој некого му попречува во устварувањето на демократските права и слично ќе води политичка кампања, ќе представува предизборни програми кои не значат ништо, а во суштина имаат значење за меѓународната заедница. А тоа е, ќе представиме програма каде што не пишува ништо за Тиранската платформа и ќе кажеме, председател на Република Македонија не ни дава мандат, ние не спомнуваме овде дека не збориме за никаква Тиранска платформа. Еве зошто не ни го даде мандатот? Во суштина тоа е една ситна мала замка на која председателот на Република Македонија реагираше експресно и им кажа, се уште не се стекнати условите да го добиете мандатот, према томе нема мандат. Штом нема мандат, нема влада на Република Македонија. И тука условно кажано отпочнува вториот дел од разрешувањето на кризата во нашата држава, тоа е отварање на нов политички диалог на сите учесници во политичкиот живот на Република Македонија, изнаоѓање на решенија кои ќе го одблокираат политичкиот, економскиот и сите внатрешни системи на Република Македонија. И сега не важно дали тоа ќе биде за месец, 2, 3 или 5 или 10, можеби и за година. Се тоа би на некој начин со сигурност, значи може да се тврди дека пошто ние овде сме демократски политички партии, осим демократија не практикуваме никаков друг начин на политика, би можело и би морало да заврши со избори. Па на избори да видиме повторно дали во некој случај би можело да дојде до условно кажано до определување на точната волја на македонскиот народ, на припадниците на помалите етнички заедници, тука вклучувајќи го и албанскиот народ, или нема да дојде. И во секој случај никако, она што мислам дека никако не треба да се дозволи, тоа да се излегува надвор од рамките на Охридскиот рамковен договор и договорите кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, затоа што тие се гаранти на мирот и стабилноста во Република Македонија и како такви се и донесени. Секој излегување надвор од Уставот на Република Македонија и надвор од рамките на Охридскиот договор, во суштина ќе значи формирање на еден паралелен систем во државата, а тој паралелен систем во државата порано или подоцна ќе предизвика несогледа и последици понатамошниот развој на Република Македонија. Господине Илјас, господинот Стојковиќ вели дека нема да се дозволи овој пат да преговараат најголемите политички сили и смета дека е потребно да бидат вклучени сите политички субјекти во државава. Дали вие како лидер на Демократската партија на турците во Македонија го делите овој став или сепак имате некакво поинакво мислење во однос на оваа тема со оглед на тоа што нели го спомнав Пржино 3 како една од опциите? Веројатно и место положбата може да се помести и ќе имаме едно ново име нели на таквите договори. И ние сме на тој став дека до сега дали требаше да дојде до таква ситуација за да не видат и нас другите, така да почнеме на разговорот или на одговорот. Значи, секогаш сме тука, секогаш сме барали ние да бидеме вклучени во таквите договори, поради тоа што се работат договори за иднината на нашата заедничка држава. Но до сега таков слух немаше. И јас верувам дека во иднина, а најповеќе акцент даваме на тоа дека и ние да бидеме вклучени во таквите договори. Чак ние велиме и ако треба овие договори да не бидат толку забрзани договори, него ако треба и да се отвори некоја јавна дебата за некои работи што ќе се одлучи за иднината на нашата заедничка земја. Јас би се осврнал и на некои други работи во врска со ово. Значи, дали ќе има потреба и да се променат некои работи, например да се променат изборниот законник, поради тоа што еве на жалост ние помалите етнички конкретно ќе ви кажам, помалите етнички заедници остануваме во еден вид на една недобра ситуација, другите преговарат и ние мораме после да одлучуваме или после да кажуваме нашите мислења. Нека биде Македонија. Многу често кога работата ќе биде завршена, го кажуваме. Еве ние сме имали предлог и во собрание порано сме дали предлози да Македонија да биде една изборна единица, каде што волјата на народот ќе излезе на виделина. Добро, каде што еве на пример ние не засега нас турците, ние турците во Македонија живееме распроднатени низ цела држава, значи не сме концентрирани во едно место. И ова би било добар предлог, на пример тоа да се направи за да се рефлектира волјата на народот, точно
така како што доликува или што мислиме ние. Тоа е нашиот став и нашето мислење. Тоа веројатно и во иднина и ние ќе го побараме и во парламентот за да се направат некои промени тука. Дали би било добро да се направи некој модел како што е во Косово, како што функционираат за гарантирани места за малите етнички заедници, што и таму гледаме дека и тоа не функционира. Треба да се најде некој решение за во иднина да ги немаме овие проблеми. Затоа што вие вака мора да бидете дел од некоја голема коалиција за да добиете пратеничко место. Значи ние стануваме дел од коалицијата, ние порано бевме дел од коалицијата со социјалдемократите. Значи од 2008 сме во коалицијата за подобра Македонија, што по нас добро функционира. Нормално дека имаме ние политички договор и политичкиот договор од страна на партијата што го предводува, мислам, е во начело на оваа коалиција, до сега стоеше на зборот на сите тие договорени работи. Волјата на народот, значи, ние сме демократска партија. И многу добро знаеме дека најдобра алатка на демократијата, особено во политичкиот систем, се изборите. Значи, во ова политичка криза или безизлезност, така да речеме, и по нас добро би било, значи и така се гледа дека единствено што излез од оваа ситуација се нови предвремени избори. Дали тоа би значило во пакет со локалните? Како што се гледа, локалните не се, значи нема да бидат сега бргу и тоа веројатно ќе остане за неколку месеци. Споменавме пред да почне емисијата поради рамазанските пости кои почнуваат од 27 мај? Да, до 27 јули и значи тој период еден голем дел од верниците од муслиманската вероисповед се повеќе концентрирани на постот, на молитва, на мирно живење. Значи не може да се очекува од еден дел значи на муслиманите што живеат во Македонија, значи да бидат концентрирани кон изборите. Веројатно тој период нема да одговара, после доаѓаат и летните периоди, одморите и веројатно тоа малку на есен ќе остане, но и по нас единствен излез од оваа ситуација се нови предвремени парламентарни избори. Господин Арнаудов, излезот и според вас се нови предвремени парламентарни избори, но очигледно е дека живееме во неизвестност. До кога? Па, видите, вака, јас ќе се вратам малку поназад. Значи, овие предвремени парламентарни избори што ги имавме на 11 декември, предизвикани беа од снимени разговори, така? И бомбите кои ги објавуваше СДСМ. Ги објавуваше СДСМ. И ако се сеќавате добро, на сите тие што ги имаме слушано, тие разговори, беа представниците на ВМРО-ДПМН и представниците на ДУИ, на коалицијата. И сега ние имавме атак врз ВМРО-ДПМН и врз ДУИ. Значи, коалицијата ВМРО-ДПМН ДУИ, највисоките раководства на ВМРО-ДПМН и ДУИ и така наречениот двоец Груевски Али Ахмети беа на удар за смена. Сега, после резултатите од изборите, имаме една парадоксална ситуација. Остануваат само ВМРО-ДПМН на удар и одеднаш све се амнестират и кај ДУИ и сега тие, како да се заборави дека беа соучесници на тоа што СДСМ го представуваат како да било контрапродуктивно за Република Македонија или лошо владење на коалицијата. И сега се поставува прашањето зошто се амнестирани ДУИ, дали постои некоја уцена? Не, вака се. Јас сакам малку дисонантно звучам, не знам луѓето дали ме разбират, мене доволно ми е 7-8 души да ме разберат после ќе излезе така. Значи видите, ДУИ сега да немаше ваков резултат, СДСМ да може да направат влада заедно со трите останати политички партии, да имаа 61, ДУИ да останеше надвор. Јас ви гарантирам дека албанските партии нема да го оставаат ДУИ назад. Затоа секако тој е најлегитимен представник на
албанските гласачи во Република Македонија. Затоа секогаш јас се враќам на она што е многу битно во Република Македонија. Специфични се овдека условите. Значи, ВМРО ДПМН, како севкупен победник, во овој момент не може да остане надвор од решавање на ова политичка ситуација. Секоја одлука, било каква законска уставна донесена, е неважна, затоа што сигурно дека ВМРО ДПМН нема да учествува во нивното донесување и тоа секогаш ќе виси и никој од овие чинители на политичкиот живот од кога ќе се случи, ќе свати дека тоа не е во ред. Затоа и овој пржински договор, трет, четврт, јас воопшто не се согласувам. Јас мислам дека за сева криза, што се случи сега, видите, странците никогаш не признаваат своја грешка. Јас мислам дека најголема грешка се пржинските договори. Пржинските договори се случија така како што се случија. Господин Стојковиќ кажа и дека и решенијата тие доведоа до еден општ паралелизам во Република Македонија. Особено многу штетно беше враќањето на истиот собраниски состав после распуштањето. И оттогаш Македонија веќе не е уставна држава. Македонија во ниеден поглед не е уставна држава. Мислам дека и странците Понтиј Пилатски си ги измија рацете, нас ни фрлија едно размерено бебе да не можеме да се снајме, го имаме специјалното јавно обвинителство, имаме паралелни функции во министри, имаме паралелни функции во обвинителство. Ево да застанеме на една ситуација од специјално јавно обвинителство. Јас сум, например, осуден и осуден сум 5 години од специјално јавно обвинителство. Така? Не сум задоволен и јас, не е задоволен и специјалното обвинителство. Треба да ме суди виши суд, кај што ќе се жалам апелацијски. Таму треба да има друг обвинител. Каде да е другиот обвинител? Пак од специјално обвинителство? Вишиот јавен обвинител има задача да ги коригират грешките на јавниот обвинител од основното јавно обвинителство. Значи, во една ситуација сме каде што Македонија што и да донеси нема да биде уставно. И сега млекото се истори, ние не можеме да го собереме. Затоа се согласувам дека тоа треба да биде во собранието. Што повару да се закажат избори, изборите сигурно ќе има битно влијание на распоредот на снага. Ќе има појасна ситуација сигурно, затоа што гледајте, политичката платформа што имат албанците, донесено сега, е малку, како да кажам, во функција на соборување на ВМРО. Тоа од на небо се гледа дека е така. Значи, ВМРО ДПМН со својата активност што имаше во овој 10-годишен политички живот, имаше и сјајни моменти, имаше и некои моменти кои заслужуваат критики, меѓутоа секогаш имаше поддршката од ДУИ. Сега наеднош имаме еден заокрет и политичките аналитичари и посебно лидерот на опозицијата до сегашна ЗАЕД, што сум убеден дека и понатака ќе остане после следни избори, кажа дека албанските гласачи се многу љути на Никола Груевски и затоа гласаат така. Па Никола Груевски не беше председател на ВМРО ДПМН во 2001 година, кога истото ни се случи уште пожестоко. Значи, секогаш СДСМ не е моќен да победи на парламентарни избори сам. И секогаш, ево јас ќе ви кажам една ситуација во 2001 година. Јас се соочувам со тие, да речеме, со ДУИ од почетокот на нивното појавување до денес. Во 2001 година, ако се сеќавате, Џорџ Робертсон, генерален секретар на НАТО, во неговата официјална изјава ги окарактеризира УЧК, тогашната УЧК, се извинувам, тогашната УЧК ги окарактеризира како терористи. Од оној момент, кога најдоа поддршка во СДСМ, се претвори во борци за човекови права. Сега имаме истата ситуација. Главна цел е соборување на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН, ако и ВМРО ДПМН и било која друга ВМРО-ска партија или национална партија, што ме собориш, тогаш лесно е.
се гледа платформата дека Мислите на промена на името, лесно е да се промени? Мислам, се гледа дека е... Не е за рушие на ВМРО да помане. Се гледа... Не, сега, тоа е прва цел. А иначе, крајната цел е редефинирање на Република Македонија. Тоа е точно. Меѓутоа, главниот стоп, ако се скрши, затоа јас викам, одвоени ВМРО ДПМН и ДУИ како победник сега не му носат ништо добро на Република Македонија. Колку да изгледат вулгарно од мене сега кажано, колку да изгледат несватливо, таа спрега меѓу тие две политики. Знаете како? Реал Мадрид и Барселона се два најдобри тима во Шпанија. Ако еден испадне од нив, дали Барселона или Реал Мадрид, и остане таму 3-4 години, јас ви тврдам, тој што ќе остане во прва лига, ќе го наруши квалитетот и на лигата, а шампионот на Шпанија, дали ќе е Реал или Барселона, групата нема да ја поминете во мошниот надпреварувачки тек така и оде. Тие се надпреварува, имаат иста цел. Иста цел иде за сопствените народи. И тогаш кога ќе се сретне тие двата дивови, мислам, джинови во таа работа, мора да знаат дека зад себе имаат одговорност, а често и одговорноста на секој политичар во прв план. Тогаш ќе знаат дека имаат одговорност, дека имаат и други политички субјекти, дека имаат припадници на други етнички заедници во Република Македонија и ќе ги испочитуваат и ними. Иначе вака да се привлечи некој кон себе за да унишиш друг политички субјект, не може никаде да не намеси. Тоа е, мислам, некоја ситуација која никој не ја посакува во Република Македонија, че апсолутно сум согласен дека помаливи етнички заедници што се групирани, за жал, групирани се во етнички партии во Република Македонија, ако една изборна единица, сум убеден дека ќе може сите да излезат и да излезат на парламентарни избори сами и дел од својот суверенитет не да го пренесуваат на некоја друга политичка партија и то безволно, туку ќе си го задржат изгледот, профилот онако каков е, идентитетот ќе заслужат гласовите на своите сограѓани и мислам дека гледате денеска што се случува во Холандија. Холандија има еден од најлибералните изборни системи. Таму знаете како е. А да речеме, секоја политичка партија што излева на избори треба да постигне цензус од 0,9%. Меѓутоа, две најмали политички партии да се согласат во коалиција, ако нема 25% ги губат гласови. Се стимулират и денеска ние ќе имаме 17 политички партии поединачно што се влезени во холандскиот парламент. А таа шаренолико зборува за демократија, сигурно и од нивната политичка партија и од господин Стојковиќ ќе произлезе и од кај нас. И ние сигурно ќе учествуваме самостојно. Ќе излезат разни предлози, закони, решенија, идеи. Така. Го споменавте специјално... Не, се извинам, мора да ова замка важи. Ова замка со една изборна единица. Знаете како, ова е на најкоректен начин, најпријателски, ќе се обидам да го објаснам. Знаете како? Значи, опозицијата пред година и пол две, кога се отворија расправата за одржување избори, излезе со барање за измени на изборниот закон и Македонија една изборна единица. И сега вака, пошто јас малку сум повеќе запознат со нормите од изборното законодавство, на прв поглед тоа изгледа прифатливо. И како во политиката секогаш има наивни и оние помалку наивни. Оние што беа повеќе наивни ви рекоа да ние веднаш прифаќаме вашата понуда за и вашиот предлог Македонија да биде една изборна единица, сметајќи дека ќе важи донтовниот изборен модел како што важи сега во 6 изборни единици. Меѓутоа, кога ги собра полесно верните на темата изборен закон со една изборна единица, рекоа да нема проблем, но меѓутоа цензусот ќе биде 5%. Така, тоа е проблем. Не, се разбираме. Не, се разбираме, меѓутоа сакам да ви кажам, значи. Без цензус. Тоа знаете како, тоа они може да се договорат само кога они сами си го прават за себе. Кога ние учествуваме, ние влијаеме да таквите работи не ни се случуваат, да не бидеме условно кажано на најдемократски, на најдиректен начин изиграни, односно исклучени од целата приказна. Господин Стојковиќ, цензусот ќе биде остварените резултати. Многу е лесно. Не се разбираме, него сакам да ви гледам, значи знаете како ако си има добри намери. Да се разбираме. Колку знаеат да биде валка на ова приказна, сме се увериле
10 пати до сега. Сме биле преведувани жедни преку вода, затоа го баш интервенирам на овој дел, затоа што и затоа бараме да учествуваме. Затоа што кога они се договараат за себе, не се договараат за нас. И знаете како, ја денеска кажам што му реков на еден од устрови, дека почитуван господине, Ваша екселенција, ние на овој начин си ја купуваме нашата слобода. Разбирам јас, затоа викам да има... Се разбрав, него сакав само да дадам едно мало објаснување. Само овде до објаснување, мислам, јас знаев дека вие се го знаете ова работа добро, поради моите информации и поради истото што ние го живееме. Цензус нормално во вакви услови навистина би било голема пречка и како што рековте една стапица за нас помалите етнички заедници, што во услови на Македонија каде што е мултиетнична земја, цензусот е проблематично. Зошто уште ние денеска имаме етнички партии. Пазите, јас сега малку ќе се осврнам на тоа што би било во иднина добро за нашата татковина. Со секој што се видовме ние, особено со представниците од дипломатијата, со радост и гордост го кажував тоа дека Македонија како ткиво е една земја пример за регионот, па и за светот. Да, ние сме млада земја, каде што некогаш ни треба некогаш помош од дипломатијата, но дали таа дипломатија секогаш е искрена и тоа треба да се прашуваме. Колку е искрена овде една европска заедница, каде што не чекаме пред врата, за да еден ден станеме од таму, каде што и таму се случуваат некои работи што веројатно директно или индиректно ќе влијаат и во регионот. А да не спомнувам за глобалните промени, како во Америка, промените во Америка, дали промените во Русија, Блискиот Исток. Европските земји во овој случај мене не ми изгледат баш искрени во овие намери и јас некогаш си мислам зошто ние мораме да бидеме некогаш шах табла на некои поголеми сили во регионот, а утре ние да го имаме злото врз нас. Холандија спомнавте. Холандија пред неколку дена направи така еден голем лапсус дипломатски, што јас не можев да го пречитам тоа, иако сум јас државјанин на Република Македонија, не може еден мој, што вие добро знаете, ја не го рековте, јас сум и министер во владата на Република Македонија, на еден мој колега од Република Турција, само што сакаше да влезе во Холандија, без да се даде некоја причина, беше избркана од Холандија во Германија да не се даде. Значи, овде јас чекам искреност. Ние не сме нови луѓе во овој регион. Ние сите сме староседелци на Европа. Значи, тоа искреноста, веројатно, што по мене малку недостасува, не носи до овие работи. Јас не верувам дека ниеден дипломат од регионот сака да го види својата земја или соседната земја, да ги преживеат сите тие трагедии што ние во регионот ги имавме. 2001 ние го видовме и ставивме точка за едни проблеми што рековме во иднина да ги немаме. Од тука излезе и рамковиот договор, што по нас рамката и законите излезени се доволна една рамка за сите ние да го живееме нашето право како граѓани на Република Македонија. По мене треба да се концентрираме повеќе на ова. И така сите добро знаат дека со овој состав на парламентот не може да се направи некоја голема измена кај да не разговараме за уставните промени. Тоа сега моментално не доаѓа. Ние имаме еден устав што по нас е доволна рамка. Например, уставот од 1974 година. Ние бевме турците, бевме после албанскиот народ, бевме уставотворни народи во републиката. Каде што стоевме, значи, македонците, албанците и турците. После тоа го немаше. Но го прифативме рамковниот договор сите граѓани на Република Македонија дека е доволна мерка и би сакал сите да се концентрираме врз тој устав и врз тие закони што произлегуваат од тој устав.
Принџов, ќе ви дадам збор, но правим уште една кратка пауза за реклами и се враќаме на една тема специјално јавно обвинителство, јанач на господинот Арнаудов. Почитувани, останете тука за кратко, сме на радиото. Повторно назад во отвореното студио. Принџов, господинот Ламбе Арнаудов ја начна темата специјално јавно обвинителство кој произлезе нели од Пржинскиот договор и кој според многумина е нели противуставно. Вие во една ваша колумна обично пишувате за специјалното јавно обвинителство, се осврнувате на оваа институција, велите кога на Зоран Заев му е густо, тој веднаш го притиска црвеното копче и специјалното јавно обвинителство прави спектакуларни пресконференции. Исто така, во политичките и новинарските кулуари се појавија информации дека Демократската унија за интеграција била уценувана од страна на Социјалдемократскиот сојуз токму со специјалното јавно обвинителство дека СЕО ќе отвори истраги доколку влезат во коалиција со ВМРО-ДПМН. Сега имам уште една ситуација кога еве нашиот сопственик на телевизијата Сејат Кочан, специјалното јавно обвинителство отвори истрага за нашиот сопственик. Ставот на телевизијата, нашиот став е дека со ова сака да се замолчи нашиот медиум. Како вие гледате на целава оваа ситуација и дали сметате дека сега уште посилно ќе се активира специјалното јавно обвинителство? Добро, ние од Гром за СЈО сме се изјасниле многу пати. До сега не само преку колумни, туку преку пресконференции. Тоа е тотално неуставна категорија во Република Македонија и како таква ние не можеме да прифатиме од принципиални причини. Тоа беше колумната кога ја напишав, сеќавам во тој период каде се имаше, таа беше веќе и последна пресконференција кога се пожали дека институциите во Република Македонија не соработуваат со неа, а при тоа дамата никако да свати дека и мнозинството од граѓаните на Република Македонија не ја почитуваат затоа што е неуставна и затоа што е маша на Социјалдемократскиот сојуз, а се разбира институциите не ја почитуваат бидејќи таа представува една вон уставна категорија од Уставот на Република Македонија. Како што спомна и моите соговорници, Република Македонија многу пати го прекрши собствениот устав, за на што ние од Гром секогаш реагираме благовремено, бидејќи навистина работите ни одат во погрешен правец. Во поглед на тоа кој кого му се заканува и како му заканува, тоа воопшто не би ме изненадило, бидејќи оно што го слушнавме на разни емисии, а при тоа не беше демантирано нити од СЈО, нити од било кој друг официјален орган, дека кај неа има само пријавено многу мал дел од оние разговори кои што беа прислушувани. СЈО беше формирано да истражи дали во Република Македонија има крупен криминал од страна на владини функционери или нема. И беше формирано да дознаеме кој во Република Македонија, зошто не прислушува нас граѓаните. Видовме дека скоро година и пол тие имаат еден куп истраги, видовме дека ниту еден крупен криминал кој што го најавуваа не го открија, не ни кажа ниту за автопатиштата дали има мито од страна на кинезите, ниту пак за израелската опрема, ниту пак за ред други работи за кои што ликува во јавноста ова раководство на Социјалдемократскиот сојуз, не ни кажа за Космос дали е срушен регуларно согласно законски позитивни прописи или не, така што и она што го работат сега е да уште некој предмет плюс да го на 2-3 да го донесат, кога да ги оправдаат тие 4 и повеќе милиони евра кои што секоја година ги трошат. Само за илустрација, моето министерство за локална самоуправа нема такав буџет, представува цело министерство. Во поглед на тоа на кого сега му се наметнуваат кривични пријави, од она што можев да го слушнам во нивната пресконференција е тоа дека двете корпорации на Трансмет и на Силекс Неметали се со некаков тендер. Искрено да ви кажам, јас за Сејат Кочан прв пат слушнав од кога тој отвори оваа телевизија нова, преходно човекот како што може да се види работел и одлично заработувал и при тоа никој не го зборуваше во јавноста и очигледно дека медиумот кој што зазема се поголема и поголема гледаност од ден на ден некого не му се допаѓа, така што јас очекувам таа хајка да продолжи. Искрено мислам дека во Република Македонија судството си врши својата работа и дека најголемиот дел од судиите кои што се актуелни во Република Македонија судат согласно словото на законот, согласно онаа фактичка ситуација која што ќе видат, така што не знам
подробности и детали, а обично на тие спектакуларни пресконференции, јас сум во тоа големо мнозинство на граѓани, не им веруваме, бидејќи од се до сега што кажа не излезе ништо на крајот. Господине Стојковиќ, би сакала и вие да се осврнете на оваа тема, специјално јавно обвинителство. Со вас имавме во една прилика можност да поразговараме подетално на оваа тема и вие бевте на ставот дека ова е противуставна институција. Како гледате вие сега денес на работата на специјалното јавно обвинителство и на она што произлезе како договорот, Пржинскиот договор и формирањето на ова тело? Знаете како, ајде се вратиме малку да ја расшириме приканата, да додеме до... Јас колку сум информиран од сегашните преку 60 министри, заменици министри, државни секретари во владата на Република Македонија, околу 40-45% од нив се албанци од Демократската унија за интеграција. Така некој ми се чини. Ако ми исправете ме, господин министр, ако грешам. Тука некаде, така? Така сега. Значи, немаме истрага против ниту еден од носителите на функции од Демократската унија за интеграција. Нема. А еве, имаме истрага против директорот на вашата телевизија. Секој оно што сака да воспоставува правда и тоа го врши на селективен начин, обично предизвикува сериозна неправда врз некој друг. Јас ќе вратам, добро споменуто на почетокот на разговорот, никој во Република Македонија тоа не сакаше да го нити да го анализира, нити да разговара на таа тема. Ќе се вратам на моментот на изгласување на законот за СЈО во Собранието на Република Македонија. Дојдовме ние на работа тој ден во Собранието со председателот тогаш на вашата партија, мојот ценет колега Кенан Хаципи. Законот стои на маса. Читам јас, чита он. Читам јас и заокружувам. Што не е окей, чита он и заокружува. И ги споредуваме едниот со другиот и успеавме да најдеме 24 номотехнички грешки. Се гледаме вака што ќе правиме, бе? Нема да гласаме. Информираме, нели, дека ние ова не прифаќаме, дека ова едноставно не кореспондира со ниту една нормална работа. Веднаш беше тоа. Ајде да се видиме, да се обидеме да поразговараме, па тоа е од повисок интерес за Република Македонија, па луѓе, оке, повисокиот интерес за Република Македонија, меѓутоа одредбите во законот не соодветствуваат со некои нормални решенија кои би требало да ги содржи едно такво законско решение кое може не сериозно законско решение. Номотехника инаку е овој начин на изработка на закони, така да претпоставувам дека тие што го правеле законот, односно што по моје длабоко верување го преведувале законот, кој најверојатно го добиле у драфт верзија на англиски јазик, направиле 24 номотехнички грешки, што законот сериозно го ставиле под лупа. Никој не сакаше на таа тема понатаму да разговара. Ние, условно кажано, бевме убедувани да го поддржиме. Јас држав некое време дека нема да гласам, меѓутоа одејќи кон салата, кога требаше да се изјаснам, викам, ако притиснам за, најверојатно ќе испаде дека штитам некаков си криминал, а воопшто не станува збор за такво нешто. Ајде ќе притиснеме за, па нека терат работа, да видиме докаде ќе се стигнат работите. Очигледно, она што, значи, после се тоа што го кажам, може да се заклучи дека ако некој има намера во Република Македонија селективно да дели правда, правдата да важи за едни, а да не важи за други. Правдата да важи само за носители на функција од едната партија, а да не важи носители од другата функција. Или правилата да важат само за власта, а да не важат исто и за опозицијата. Мислам дека прави сериозна грешка во процената дека таа правда може да донесе стабилност во Република Македонија. Никој не е против правда овдека, никој не е против тоа кој што направил криминал да одговара за такво нешто, меѓутоа сепак треба да се има мерка во примената на законите, затоа што селективната примена на законите предизвикуваат поголеми неправди отколку што прават, што донесуваат правда и предизвикуваат стабилност. Така да тој аспект е унапред да кажем. И согласноста на ВМРО ДПМН во новите собраниски приказни за продолжување на мандатот на СНО ќе добие негативен глас, не само од моја страна, туку уште многу други пратеници. Така, господин Арнаудов, и на почетокот од ова отворено студио ги споменавме протестите, повторно би се навратила на ова актуелна политичка ситуација. Имаме народ на улица, порачуваат не за двојазичност и редефинирање на државата, да за унитарна и заедничка Македонија. Граѓаните дури во една прилика изјавија, некои од нив изјавија дека се подготвени со жив штит да го бранат собранието
доколку се случи да се влезе насилно во законодавниот дом, како вие гледате на оваа улична демократија и колку граѓаните ќе успеат да го добијат она што го бараат, односно да исполнат целта која ја зацртале? Со задоволство ќе одговорам на ова прашање, меѓутоа ако ми дозволите 2 минути да се надоврзам за специјалното јавно обвинителство. Значи селективната правда е полоша од никаква правда, значи. И специјалното јавно обвинителство само се дисквалификува во очите на граѓаните на Република Македонија, токму со таа селективност и со, како да кажам, шефот што го има под чие диригентот, под чие диригентство работи во Република Македонија. Значи, во судството имаме 3 досија. Отварање на досија, процесуирање на досија и завршено судско досија. Јас сите 3 ги поминав. Имам завршено судско досија, сум бил осуден и сега, внимавајте, ова е многу значајно што ќе го кажам. Кога ме осудија мене, тогаш беше покојниот Александар Прчевски. Беше републички јавен обвинител. И го прашаа со оглед на помпезноста што беше, јас добив прво многу мала казна, 2 години. И новинари имаше пресконференција, му кажа: господин обвинителе, дали сте задоволни од казната што ја добил Ламбер Нудов? Тој одговори вака. Викаат: воопшто нема да коментирам колку време Ламбер Нудов ќе омине во затвор, битно е што 5 години му ги одзедовме сите граѓански права. Сега да се надоврзам на следно. Тоа е моето завршено судско досие. Завршено судско досие имате диригентот на специјално јавно обвинителство. Не е важен каков е епилог. Дали е ослободителен, дали е осуден и дали е аболициран. Значи, таму е завршено судското досие и поминало сите фази, имате епилог, завршено судско досие, добил милост на државата. Нека ми каже демократскава јавност во Европа, дали некаде во Република, во цела Европа, во демократска Европа, постои политичар аболиран за криминал. Да е аболиран од политички причини, во ред. Аболиран за криминал, да врши ваква политичка функција и да претендира да биде премиер на една држава. Тоа се случуваше пред 30-40 години во Чиле, во Никарагуа, со благослов на американците. Ама сега веќе таква работа нема. Затоа мислам дека специјално јавно обвинителство тотално се деградира во очите на граѓаните и мислам за ними ќе е подобро што побрзо да заврши со својата работа. Што се мислам на односно протестите, само ќе ве замолам кратко со оглед на тоа што веќе треба да привршуваме. Да. Многу сум изненаден од реакцијата на оние луѓе што се против на излегување на нашите граѓани на протестите. Значи протестите се многу мирни, без никакво насилство, нема никаква порака непријателска кон албанските граѓани. Напротив, се е насочено во одбрана на сопствените интереси. Мене ме зачуди сега, ево, например, господинот Петар Гошев. Видите со какви навреди. Ги навреди од зобникот, што јаде зоб. Коњи. Видите, тој од зобникот истиот од владата на Никола Груевски беше гувернер на Република Македонија и од тој исти зобник што го имаше на рамената, јадеше, ама не зоб, јадеше кавијар најскап. Според платата што ја земеше и според оние прекрасни луѓе што таму маршираат секој ден, 17-18 дена и така да ги навредуваш. Друго прашање по господинот Трифун Костовски. А јас да ви кажам, чудоневеден сум од неговото размислување за како ги навреди, како ги подели нашите сограѓани, нашите македонци од Егејска Македонија. А видите, тие еднаш изгубиле својата татковина, таму нивна татковина беше таа. Сега овде се наоѓаат во една ситуација. Тие се потоварнат специјални чувства. Сега повторно ли да дојде да ги бране своите права и некој да... Не знам, народ никој не победи. Протестите ќе си дајат свој резултат. Не е важно која битка се е добил, во каква борба се учествувал е важно. Тие учествуваат во многу благородна борба, сочувување на унитарноста, на правата на македонската држава се зачуваат онако за кој сонувале со векови сите наши граѓани. Сега, такви дисквалификации мислам се непримерни, а
Јас ги охрабрувам да продолжи така, во овој стил, каде што никого не напаѓа. Дури има впечаток дека тие никого не повикува. Што се чувствуваат повреден Трифун Костовски или Петар Гошев, тие не му река, ајде дојди со нас. Ти што ми забрануваш јас да излезам. Ама знаете што е? Омразата што тие недојдените, што имаат према овие луѓе храбро што покажуваат, е толку голема затоа што не можат кон ними да биде. Господа, тука мора да го завршиме ова отворено студио со оглед на тоа што веќе влегуваме во терминот за вести. Ви се заблагодарувам што ја прифативте мојата покана и што бевте вечерва тука во телевизија Нова и што разговаравме за сите прашања кои се актуелни денес. А вам, почитувани гледачи, ви се заблагодарувам на вниманието со кое не следевте во изминатиот час и половина. За неколку минути стартува најновиот информативен преглед со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Имајте добра ноќ.